Пред 2 недели 360 степени објави дека владината служба за општи и заеднички работи изградила и оградила улица на Диво во центарот на Скопје. Не може да пристапи тука ниту пожарна, ниту брза помош. Со кое право они затвараат пристап на приватна собственост, ни пешки не може да помине, ни со кола, мене старо не ме е јасно. Директорот на институцијата призна дека свесно граделе спротивно на важечкиот урбанистички план, но не и дека прекршил некој закон. Значи, ние поставивме времена ограда, која можеме да ја трнеме во било кој момент. И тоа не е непочитување на законите. Мирчевски тогаш тврдеше и дека до него нема стигнато решение за рушење на градбите. 3 дена да отстрани градбата, 2 парки. Сега, од општината Центар велат, не е така. Ако не сака сама да руши владата, ќе руши локалната власт. Тоа е накусо одговорот лично од градоначалникот на општината Центар, Горан Герасимовски, по сторијата на 360 степени за диво изградената улица и ограда од страна на Созара во центарот на градот. Временски тоа би значило од прилика месец дена. Од прилика месец дена до кај негде март да се спроведе целата постапка за рушење, доколку меѓувремено не ги отстранат Созар самата рампа. Овој случај на владино спонзорирана дивоградба е од крајот на 2020 година. Иако деталниот урбанистички план за локацијата предвидува пристап до зградата на Созара по така наречената Адвокатска улица, институцијата на своја рака си поставила улица која преку тротоарот за пешаци излегува на главниот булевар Филип II Македонски. Потоа, уличката е оградена на диво. Газдите на околните парцели, чиј пристап бил блокиран, го пријавиле случајот уште во 2020 година. Инспектор од општина Центар излегол на терен дури 1 година по пријавата, па на 15 октомври 2021 издал решение за уривање. За нашата прва сторија на темата од пред 2 недели, односно повеќе од 3 месеци по изготвувањето на решението, директорот на Созара, Пеце Мирчевски, тврдеше дека го нема добиено. Спротивно закон дали е поставена или не е поставена, има институции кои го утврдиле веќе тоа. Го утврдуваат. Јас не сум. Вие викате го утврдиле, ја не сум видел решение дека го утврдиле. Ако вие сте го видели решението, тоа е друга работа. Јас решението не сум го видел. Кога ќе го достават решението, ние ќе тргнеме работа, ќе постапиме како што инспекторот кажал. Сега градоначалникот на Центар го побива тврдењето на владиниот директор. Записникот е 15.10.2021 и заклучокот и решението се доставени од страна на инспекторите од општина Центар. Герасимовски вели дека решението за рушење било доставено до Созара истиот месец кога било издадено, на крајот од октомври 2021 година. Дополнително бил издаден и заклучок за извршување, кој по 2 неуспешни обида на 21 јануари 2022 бил доставен до Созара. Зошто 4 дена откако бил доставен и заклучокот, директорот на Созара пред камерата на 360 степени тврдеше дека нема добиено такви документи? Прашавме во оваа владина институција. Заклучокот за дозвола за извршување од 10.12.2021 година на општина Центар Скопје е примено во службата за општи и заеднички работи на владата на Република Северна Македонија и по негово процесирање согласно интерната процедура за движење на документацијата, со истото директорот на службата е запознаен на 25.1.2022 година, ден по спроведеното интервју. А што се однесува до постапувањето по истото, службата ќе постапи во рамки на законот. Во целата постапка е вклучен и народниот правобранител, бидејќи соседите засегнати од градбата се обратиле и таму. По сторијата на 360 степени дека дивоградбата се уште е жива, институцијата повторно го отворила случајот. Се обративме повторно со допис до општина Центар, со кој што бараме конкретни информации. Зошто ништо не е преземено од нивна страна и во кој временски рок се планира да се преземат кои конкретни действија. При тоа им беше дадено укажување дека мора да се почитува законитоста при работењето од страна на општината Центар во однос на конкретниот случај. Непочитувањето на законите води кон правна несигурност, потенцира Андоновски. Па во дописот до општина Центар, омбудсманот ја укажал на општината на обврската за доследна примена на законските прописи и неселективно извршување на донесените решенија.
Тоа е скандалозно, значи станува збор за конкретна правна ситуација, а правото функционира на принцип на факти и докази. Овде неспорно е дека се прекршени и законот за градење и попречено е правото на собственост кој што е со уставот загарантирано и кој што е неприкосновено. Значи, во овој случај, како и во сите слични вакви случаи, никој не може да биде над уставот и над законите. Градоначалникот на Центар, Горан Герасимовски, кој го почна својот прв мандат пред околу 3 месеци, се согласува дека законот треба да важи еднакво за сите. Ветува дека наскоро ќе ги сруши диво изградените објекти, но истовремено дека ќе најде решение за нормално да функционира комплекс од владини згради. Без разлика дали станува за сопартиец или владина институција, ние мора да постапуваме. И тоа го правиме и ќе го правиме во наредниот период. Улицата е отворена, верувам, за да се убрза начинот и пристапот, кој што не може да биде од булевар. Има улица која што ќе се реконструира, која што кажав и на почетокот набрзо, и пристапот ќе биде состојан од другата страна, да, ќе се отвори рампа, но пристапот ќе биде од Адвокатската улица и оној дел кој што е асфалтиран од страна на Созара ќе го искористиме да ја продолжиме улицата, односно направиме мала адаптација поради тоа што малце висината е подкрената на тој дел од улицата и да ја направиме да биде пристапна и како што е планирано во самиот ДУП. Како градоначалник кој што се залага за почитување на урбанистичките планирања и конечно воспоставување ред во оваа сфера, не го оправдувам. Не го оправдувам. И за тоа ќе постапиме што побрзо. Кој да ја урне спорната градба, трошоците ќе паднат на сметка на Созора. Дали директорот на оваа институција може дополнително да биде повикан и на одговорност за непочитување на законите? Герасимовски вели дека ќе оценат правните служби. Соседите на Созара пак веќе кројат своја тужба против Мирчевски, од кого планираат да бараат кривична одговорност за бесправно градење.